Да зборуваме за важните општествени прашања, за кои другите молчат. Да дебатираме со аргументи. Да ги анализираме актуелните теми. Да ги стакнеме позитивните примери дома. Да ги промовираме нашинците во светот со кои треба да се гордееме. Да си кажеме со Горан Петрески. Добро утро. Ова утро во студиото на утринската на Телма една македонска фудбалска легенда му велам добро утро и добре дојде на Драги Канатларовски, селектор на младинската фудбалска репрезентација на Македонија на фудбалерите до 21 години. Добро утро, добре дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Како сте? Задоволство ја прифатив и спремни сме за разговор. Така, како ви оди, господин Канатларовски? Па како оди? Од моментот кога оваа селекција почна да се прави и одиграни до сега 12 надпревари, имаме позитивен биланс. Веќе се осеќа промена кај фудбалерите кои ја бараме цело време и инсистираме на тоа да доста беше да ние бидеме подценети и подчинети пред останатите, него едноставно да излеземе на терен како една храбра и војска која е спремна во секој момент да го даде максимумот и така се однесуваме безобразно дрско и се надевам дека резултатите нема да изостанат. Бидејќи ете се изразивте војска, успеавте да ја построите четата или со оглед на вчерашното реми во Скопје против Ерменија 1-1, контролен дуел пред почетокот на квалификациите. Ги сумиравте впечатоците по вчерашниот надпревар? Па ние знаевме, меѓутоа ете според унапред предвидените план и програм беа планирани да се одиграат два надпревари во овој период, бидејќи имаме право само во FIFA термини да играме пријателски надпревари. Ние искористивме таа прилика со репрезентациите на Ерменија и Малта, кои ги играме и двете во Скопје, бидејќи досега скоро сите беа одиграни на туѓи терен. Во овој момент, после надпреварот имаше прво морам да кажам дека овој период е многу незгоден за нашата репрезентација затоа што нашето првенство, македонското, каде што се грото фудбалери, е завршен на 14. Значи, од 14 до сега скоро 30 дена фудбалерите се на одмор. Има само 3 екипи кои се почнати со припреми, тоа е Струга, тоа се Шкупи и тоа е Македонија и Ѓорче Петров. Почнати пред 6-7 дена. И тоа е многу малку во однос на, пример, само еден податок, репрезентацијата на Ерменија, која не е фудбалска велесила и сигурно дека поучени од искуството прошлите квалификации бе и во двата наврати ги победивме. Овој момент дојде во незгоден, овој надпревар дојде во многу незгоден момент, каде што тие пред 4 дена нивното првенство заврши. Едно 15-16 фудбалери од оваа репрезентација на Ерменија се до 21 во ерменската армија и тие има спортска чета, има фудбалски клуб кој се такмичи во првата лига и репрезентацијата има можност да игра постојано да е на собир и да играт тие надпревари во нивната лига и тие во полна форма снага дојдат тука. Тоа, впрочем, се види и вчера, меѓутоа се види дека ние во овој моменти на недоволна физичка спрема дадовме максимум и повеќе од што треба и секако треба да бидеме задоволни од прикажаното. Иако во овој момент тоа не е доволно. Бевме фаворити на надпреварот вчера, меѓутоа заврши само со реми 1-1. Да. В понеделник против Малта исто така на домашен терен. Во вторник, на домашен, на 20. На 20, да, со Малта. Уште еден надпревар во низа. Се соочуваме со тие проблеми, недоволната физичка спрема, меѓутоа затоа ние имаме 20 фудбалери и ја делиме минутажата, така да се надевам дека ќе биде уште една добра представа и нормално дека очекуваме победа.
Селекторе, кога ве слушам, кога велите недоволна физичка подготвеност на нашите фудбалери, имам впечаток дека тоа е како некоја константа, не само на оваа фудбалска генерација, туку генерално кога игра Македонија и претходно кога играше и Југославија дури, во една селекција во која игравте и вие, нели? Да. Една од одликите на овој фудбал овде, на овие простори, била недоволната физичка подготвеност. Зошто ние во континуитет не успеваме да постигнеме некоја ниво на физичка подготвеност потребно за такви интернационални дуели и надпревари? Ова недоволната физичка припрема ќе објаснам во два дела. Првиот дел сега во овој момент од разговорот на овие пријателски фудбалерите се сите на заслужен одмор после сезоната која беше одиграна и тие не се почнати со тренинзи. Значи тоа е едно. А недоволната физичка спрема тука има многу да се дискутира зошто е тоа така, кои се последиците, кои се условите. Прво, нашата лига знаеме дека не е на највисоко ниво. Друго, знаеме дека клубовите се соочуваат со големи проблеми, без парица, нормални услови за тренинг и сите тие пропратни елементи не даваат можност да нашите фудбалери бидат на вистина на едно високо ниво. Што објективно тоа е сплет на околности, меѓутоа оваа тема е за дискусија и веќе на поинакво ниво. Меѓутоа имаме среќа што многу млади фудбалери излегува надвор од нашите граници и веќе сега играат значајна улога во клубовите каде што се. Така да сега во овој момент направена е една наша репрезентација која за прв пат имаме подеднаков квалитет, можеби на сите позиции. Порано ќе се појаве задната линија, има многу добри фудбалери, па средина има недостаток на такви профили на фудбалери. Сега ова па има после тоа во нападот, така да сега навистина има еден комплетен тим, има многу единство што најмногу го сакавме и кога има еден заеднички дух, кога има еден заеднички ментален склоп кој фудбалерите ги тера само да играат добро, квалитетно и нормално, да се бара победа на секој надпревар, без оглед на квалитетот на противникот. Така, со овие фудбалери, со оваа репрезентација под 21 година ја предводите речиси 2 години, ја презедовте од селекторот Милевски во август 2021-та, веќе имате некаков континуитет. Не успеавте да се пласирате на овогодинешното европско првенство кое за 10 дена почнува во Романија, меѓутоа сега очите се вперени, односно фокусот е во на квалификациите за следното европско првенство што 2025-та ќе се одржи во Словачка. Какви ни се шансите со оглед на тоа што повторно имаме релативно тешка група, ако може така се каже? Видете, ние никош не можеме да видиме фаворити во група и да бараме од играчите, или да бараме во извлекувањето на паровите да се пролечиме со некои полесни групи. Прошлата година во нашата група беа Украина, беше Франција и беше Србија. Оваа година двете фаворити кои се по табелите и по односот, тоа се репрезентацијата на Холандија и Шведска. И баш ние го отвараме првенството со двете најсилни репрезентации. Првиот надпревар го играме во Шведска, а додека реваншот вториот надпревар го играме на домашен терен против Холандија. Тоа ќе се случува во септември годинава. Да, тоа е првиот термин и до тогаш има многу време. Се надевам дека сите ќе бидат здрави. Во овој момент недостасуваат 4 фудбалери кои се поради повреда и операција надвор од стројот и се надевам дека ќе рачунаме и на нив, така да ќе биде фондот играчки зголемен и се надевам дека сите ќе играат во своите екипи за да можат да го дадат максимумното и тука. Освен Холандија и Шведска и Македонија, во групата се и Молдавија, Грузија и Гибралтар. Да. Две репрезентации се квалификуваат од група или едната игра бараш? Една, другата игра бараш. Значи на секој надпревар мора да се игра да се победи.
Добро. Доколку сакаме да го повториме успехот кој пред нас генерацијата беше многу успешна и еве сега голем дел од тие фудбалери се носители на атимот. Тоа сега да ја прашам, со оглед на тешката група, меѓутоа и со оглед на тоа што после 2 години откако ја презедовте селекцијата, велите имате впечаток дека репрезентацијата е компактна и дека на сите позиции имате солиден квалитет. Така се изразивте. Може ли оваа генерација да го повтори успехот на младинците од 2017 кои успеа да се пласираат првпат на Европско првенство и учествуваа во Полска? Па, слободно можам да кажам дека ова репрезентација или овој наш состав во овој момент во разговори и состаноци кои секојдневно ги одржуваме во просториите пред тренинг, после тренинг, бидејќи сега имаме феноменални услови што се однесува до репрезентацијата. Многу пари се вложува, имаме најсовремените апарати за следење и на физичката припрема, за следење на камери, се снимаат сите тренинзи, така да одма после тренингот се прави анализа на тренингот, не само на надпреварите на противникот и на нас, него едноставно се прави анализа и на секој тренинг и да се види каде се грешките на одредени фудбалери, што треба да се подобри, како да се подобри, бидејќи многу пати фудбалерите знаат да кажат дека јас не бев таму. Изволте, види, и кога ќе се види дека тоа било така, тоаш не може да демантира. Бегање од одговорност, да. Мора да се прифатат одговорностите, мора да се прифатат и грешките, нормално, се со цел да излеземе посилни, појаки и подобри на следниот тренинг, на следниот надпревар, бидејќи има едно златно правило кое е во фудбалот, онака како тренираш, така и играш. Селекторе, пред да ја преземете репрезентацијата до 21 година, ги предводевте репрезентативците до 15 години, така што имате одреден континуитет во нивниот раст и фудбалски и генерацијски, вака како деца. Дали дел од тие деца ги регрутирате како растат и доаѓаат и ги преземате во вашиот тим сега? Или станува збор за различни сепак генерации, се уште генерацијски јас кој не може да дозволи таква симбиоза? Има ли сплотеност во тимот? Сигурно дека сплотеноста е нешто што најмногу не краси сите нас. И да се надорозам на ова претходното што вие кажавте дека репрезентацијата носечка група беше 2000-та и 2001. Тука беа 7-8 фудбалери од 2002 година, кои сега се носители на оваа генерација, беа приклучени кон претходната генерација. А на последните 2, односно 3 надпревари, беа и фудбалери повикани од 2003 година родени и сигурно и нив ги имаше едно 4-5, така да сега основата на оваа група која сега е со едно искуство надпреварувачко, бидејќи игра во квалификациите. А додека сега, еве веќе 6 фудбалери од 2004 година која јас ја водев, веќе се тука на овој собир и на претходниот и веќе полека ги регрутираме, ги спремаме за она следна генерација, а воедно и да се избогатат со едно искуство, со еден поквалитетен тренажен процес и сигурно дека доколку се наметнат и ќе играт. Колку од вашиве фудбалери сега повремено или постојано можат да дадат придонес и во репрезентацијата, или дали селекторот Милевски смета на дели од вашите фудбалери и повремено ги повикува? Па видете, сега беше повикан голманот Марко Алчевски со атимот за овие претходно кога почнаа од втори да работат репрезентацијата, додека не се комплетира. И тоа е едно искуство да се покаже дека и репрезентацијата, односно селекторот Милевски, со кого имаме изваредна соработка и дека секогаш ги прати, ги следи овие помладите фудбалери и дека нормално дека се рачуна на овие фудбалери, меѓутоа сега приоритет е играњето во младата репрезентација. И впрочем, ние сме сервис
Сите ние генерации сме сервис на А тимот и колку повеќе дадеме фудбалери во А тимот, ние сме ја завршиле работата без оглед на тоа дали се постигнал некој извареден успех или не. Еве сега во овој момент од прошлата генерација има 4 фудбалери кои се наметнуваат, кои гризат на секој тренинг и се наметнуваат на селекторот Милевски да влезат во тимот. Рековте мнозинството од вашите фудбалери кои ги повикувате, 25 беа сега на прозивката, се од домашното првенство? Не, има па скоро пола се. Половина се има од домашно првенство и сигурно дека ни треба она меѓународно искуство, онај квалитет кој е на повисоко ниво и заедно кога се направи на добра група. Меѓутоа најсилно што е кај нас е единството. Единството, другарството, колективот победува. А индивидуалецот е тука само да во даден момент со својот квалитет се истакни и ја направи таа разлика која е потребна. Веќе делумно ми го одговоривте прашањето кое сега сакав да го поставам. Дали ова значи дека немаме звезди во тимот? Па, да ви бидам искрен, многу е рано за да бараме некои звезди тука во тимот. Меѓутоа дека има фудбалери кои имаат квалитет да постанат звезди, меѓутоа сето тоа зависи само до нив. До нивната посветеност, до нивното одрекнување од многу работи и задоволства кои денес младината сака да ги ужива, меѓутоа кога си се зафатил за една таква работа, да бидеш професионален, треба многу одрекнување, треба многу работа, многу труд и во даден момент среќа да се избегнат тие повреди, за да дојде на едно добро ниво, да биде добро за него и нормално да утре дојде да излезе нов Панчев, излезе нов Најдовски, излезе нов Савевски, па еве сега после генерациите Шакири, па... Во едно ваше интервју во август 2021, кога ја презедовте функцијата, изјавивте дека дел од една од вашите главни задачи ќе биде да создадете нови Пандев, Панчев, Барди, Елмас и ги наброивте некои други од оваа сега златна генерација. Успевате ли? Ги препознавте, ги идентификувавте кои се тие кои би можеле да бидат идните Елмас, Барди, Ристовски во тимот? Ние ги препознаваме, што нормално не треба премногу за да видиш дека може некој да стигне. Меѓутоа, како што кажав, тој пат е многу трновит, многу тежок и само најупорните можат да стигнат до една таква слава, до едни такви имиња како што сега оваа генерација која ни го донесе најголемиот успех на сите ние до сега кои бевме и репрезентативци, и сите македонци или сите жители на ова наша Македонија, ни донеса голема радост што ние не можевме да ја донесеме. Така, дали плафонот во македонскиот фудбал, барем на оваа генерација, сега, е тој настап на Европското првенство пред 2 години, или пак имаме право да се надеваме и да очекуваме следни големи успеси и на А селекцијата која предводи Милевски и овие фудбалери помлади кои ги водите вие? Па сега што се однесува до помладите фудбалери, ние многу зависиме од клубовите и од работата во клубовите. И нормално, доколку во клубовите се посредени, клубовите имаме појака лига, имаме посилно такмичење и сигурно ќе излезат и ќе се родат некои фудбалери со еден таков карактер, со еден победнички менталитет, со еден победнички дух и кога ќе се направи една целина, тоа ќе биде голема предност. Што се однесува до А тимот, никој не може да ни земи правото да се надеваме дека еден ден пак ќе играме на некое елитно такмичење, дали светско или европско првенство. Имаме желба, сега колку ќе успееме во тоа. Да, господин Казандарски, само да нас. Така е, но во услови на ваква лоша фудбалска инфраструктура и сиромашни клубови, ние успеавме да создадеме една генерација која се пласираше на европско првенство. Зошто сега би било поинаку? Јасно е дека причините се објективни, треба поголеми вложувања од сите аспекти, поголема среденост. Меѓутоа,
вака какви што се околностите, можеме ли да очекуваме поголеми успеси или тоа ќе бидат само повремени блесоци? Па тие са видите, повремени блесоци или една игра сериозна во еден континуитет, тоа се проблеми кои треба да се решават. Сега на послабите репрезентации под наводници да кажеме, пример, ете и конкретно за нас се поставено прашањето, преку Лигата на нации имаме можност да видиме во еднаквите најдобри и да се пласираме на едно големо такмичење. А тоа е Европско првенство. Тоа е убава можност за послабите репрезентации да дојдат до еден таков блесок. Меѓутоа во она како што беше порано такмичењето, сигурно и македонската репрезентација, барем она почетната и после тоа, бевме на праг, меѓутоа никогаш не можевме да го направиме тоа, бидејќи се среќававме со многу силни, многу моќни репрезентации, кои имат голем фонд на фудбалери, кои имат голем избор и нормално тие кои имат повеќе и поголем квалитет дека одат понатаму. Звучно име од македонската фудбалска историја, долги години Пелистер, па Вардар, па Црвена звезда, потоа и во странство, настапи и за селекцијата на Југославија и за Македонија. И ако направите со тој богат бекграунд зад вас една паралела на тие времиња тогаш и сега, како тоа би изгледало? Кои се сличностите, кои разликите од тој фудбал тогашен кој вие го игравте активен и сега како селектор? Што е се сменето? Има многу. Фудбалот оди се повеќе напред и напред. Единствено што станува е 11 против 11 и играта 2 гола, суди, видите, сега колку е по-напред отидено. Порано на време беше по-споро, по-тешко. Меѓутоа, за разлика од сега, ние живеевме во едно заништво во Југославија. Имаше многу квалитетни екипи. Имаше многу, на секој надпревар беше празник. Се доаѓаше на нашиот градски стадион, се доаѓаше во Скопје 15, 20, 25, некогаш и 30.000 гледачи. Додека сега на некој наш надпревар повеќе од 1000, 2000, мислам дека многу тешко ќе се собери. Дај Боже да успееме да вратиме публиката на стадиони, меѓутоа многу тешко. Во она време, замислете сега, Хрватска, Словенија, имаш Динамо Загреб, имаш Хајдук. Ваму во Србија имаш Црвена звезда, имаш Партизан, па Војводина, па ете Раднички Ниш. Македонија го имаме Вардар, па едно време беше и Тетекс. Во Црна Гора Будуćност, во Босна и Херцеговина го имаш Сараево, Железничар, Велеш Мостар. Сега сите тие се 5 репрезентации кои со голем успех играат. Видовме сега, бевме сведоци пред некој ден како Хрватска доминира. Како Хрватска игра добро, игра квалитетно. Значи, фудбалот се играл и ќе се игра на овие простори. Меѓутоа, кој ќе успее правовремено да свати тежината на фудбалската игра? Бидејќи сега новокомпоновани председатели на клубови или директори доаѓаат, едноставно не му е местото таму. Сега, вашиот и наш Вардар се врати во првата лига. Дали тоа ќе придонесе за зголемување на квалитетот во такви очајни услови каква што е фудбалската инфраструктура, повторно и состојбата на клубовите? Па, сигурно дека ќе се подобри. Бидејќи Вардар е клуб со најголема традиција, шампион на Југославија, и нормално дека е во прва лига и таму припаѓа. Сигурно дека тука фудбалските центри, како што се Тетово, како што се Битола, како што се Прилеп, Струмица, Штип, мора да имат исто екипи, да не биде фудбал концентриран само на едно место Скопје, него да се расшири низ цела Македонија, да има поголем интерес, да се работи поквалитетно и нормално дека која ќе има надпревари, која ќе има изедначеност и ќе се подигне и квалитетот на повисоко ниво. Со оглед на тоа што подолг период сте во Македонија, ете ја предводите младинската селекција, имате ли контакт со фудбалерите од вашата генерација, со таа славна Вардарова и генерација на Црвена звезда, зборувам за не генерација буквално, туку на луѓето од тимот со кои игравте?
со кој имате редовна комуникација? Секако е, јас и поради работата, бидејќи сум постојано вклучен во фудбалот, се слушам и од време на време се гледам стално. Последно беше сега на промоцијата на филмот за Дарко Панчев, каде што беа сите оние фудбалери од Црвена звезда, од Партизан, беа присутни, да не ги набројувам, беше Стојковиќ, беше Савичевиќ, а тука Слободан Маровиќ, па Стојановиќ голманот, па Илија, Дарко, јас, па останатите Трановски, Рингов, Кочо Димитровски, Мето Спасовски, така да многу генерации беа присутни на тој настан и тоа е нешто убаво последно време што навистина требаше. Ете сега го имаме Дарко, па утре други ден и да се направи за некој друг фудбалер. Така да тие се моменти кога фудбалот е на првото место, кога фудбалските луѓе во една сала да видиш 50 звучни имиња од бившите ју простори, навистина големо задоволство. На крај, дали би се осмелиле да прогнозирате резултат против Малта? Па, нема што, ние одиме на победа, не само против Малта. И на секој надпревар. Меѓутоа, нашите желби се едно, можностите друго, меѓутоа се надам дека нема друга дилема освен победа. Малта е сега на 20-ти, потоа летна пауза, па почнуваат квалификациите во септември, прво рековте Шведска таму. Шведска, па по 4 дена играме дома со Холандија. Селектор ви посакува многу успех во водењето на младите фудбалери и големи достигнувања. Ви благодарам.